Секој што ќе го затвори државниот трезор и ќе го парализира системот, ќе одговара кривично, бидејќи за тоа има закон. Им се закани денес министерот за финансии Фатмир Бесими на вработените во Министерството за финансии, имотно-правни работи и Бирото за јавни набавки. Има закон и нема никој да може да ги прекине работите што се од јавен интерес. Тоа е кривично дело. И штрајк да има, не протести, штрајк да има точно прописи во закон како се спроведува штрајкот, кога дел од работите дежурува, кога дел врши штрајк. Тоа е по устав и по закон. И тоа ги штити интересите на граѓаните. За да не ги мешаме работите. Во однос на платите во овој сектор и покачувањето од 30% кое Уставниот суд го замрзна, Бесими изјави: Треба да имат соодветна плата во финансии каде што може да привлечеме кадар, експерти што работат, и тоа стоиме на тоа. Уште и ден денес. Одлуката е на Уставен суд, што е независна институција од извршната власт. Тие што сметат дека така ќе ги реализират правата, да го направат согласно законот. Меѓутоа, во ниту еден случај нема да има штрајк или некој да не прима плата или некој да не изврши плаќање од буџет или трезор. Тоа ниту било прашање, не знам дали имало таква комуникација, но сакам да биде јасно. Ниту некој од вработените во финансии, затоа јас ги почитувам нив, нема таква најава, ниту некој помисел дека ќе го затвори трезорот и нема да работи. Тоа нема да се случи. Од друга страна, синдикалниот лидер Трпе Дејановски на протестите пред Уставниот суд изјави: Сакам да прашам и претседателката на Уставниот суд да ни објасни како тоа сите иницијативи за нивните плати се одбиваат, а иницијативата за нашите плати веднаш беше усвоена, кога ќе биде донесена конечната одлука и дали се планира, како што се збори, да ја поништи одредбата од законот за да овие вработени позади нас ги враќаат парите што ги земаат до сега. До кога во нашата држава, каде те тужи, каде те суди системот ќе функционира? Како можеш уставните судии да се изгласаат покачување 78% на нивните плати, кои тогаш беа 20-50% поголеми од нашите, а сега нивните плати се 10 пати поголеми од платите на вработените во Министерството за финансии, Бирото за јавни набавки и Управата за имотно-правни работи. Станува збор за речиси 600 вработени во споменатите институции, чиј синдикат најави секојдневни протести до Нова година и блокада на работењето.